Добар ден и од мене, пријатели, добро дојдовте во уште едно издание од прашања и одговори со Јосиф. За секој од вас кој што можеби првпат се среќава или не се среќава првпат, но не се охрабрил, можеби да биде искрен и да го постави прашањето и можеби да си го разреши митот или дилемата во глава поврзани со теми за кои што најмногу збораме, тоа е здрав и активен начин на живот, може тоа да го направи користејќи го хаштагот #AskJosif или користејќи ги моите лични профили на Instagram и на Facebook и секако тука си броевите на телевизија Телма. Стојчевска Елена која што прашува дали порциите на свадба, салата, ордевер, вечера и десерт се премногу за една вечер без оглед на тоа колку сме вежбале во текот на денот. Елена, изгледа ти имаш голем страф од свадба. Јас годинава имав до сега 7, така да и јас го сакам овој одговор. Како и да е. Значи, тоа што имаме распоред на оброци и некаков протокол од салата, предјадење, вечера и десерт е едноставно воспоставено уште од многу одамна како протокол на јадење, од причина кога вие ќе имате салата, добро предјадење, добар оброк и десерт, постои голема веројатност дека тоа ќе биде комплетен оброк и ќе внесете комплетна нутритивна вредност, вклучувајќи растителни влакна, протеини, добри јаглехидрати, шекери добри, но она што се менува во денешно време е што тие порции стануваат недобра храна. Во принцип, ордеверот денеска е со премногу сувомеснато, салатата е централно за сите гости, наместо да биде обратно, потоа вечерата е преобилна и десертот не е овошен, туку е, напротив, се знае, торта и тоа што поголема за да сватовите бидат задоволни и срекни, дека свадбата била богата и затоа да, премногу е тоа за храна, за особено навечер и за било кој дел од денот, но дали ќе се анулира со вежбање, искрено не знам, но она што јас би ти препорачал, гледај, можеби стави го на страна ордеверот, можеби поховано ако има за предјадење, биди повеќе со салата, со урда, со сирење, ако има со главното јадење, се разбира, ако успееш да одолееш на десертот, тоа ќе биде победа за тебе.